Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија, 30 години сум меѓу моите соселани во нашите убави македонски села во Република Македонија, а некаде околу 20 години сум во славна Дебарца, Дебарца која што е темелот на современата историја на македонскиот народ, на македонската држава, каде што овдека во славна Дебарца пред 80 години, така да речем, се ударни темелите на Аснонска Македонија и денешнава наша Република Македонија. Овдека, почитувани мои, се наоѓам во историското, едно од многуто историски села во славна Дебарца, тоа е селото Издеглавје, каде што овдека во ова село пред 80 години, овдека во црковниот Всенароден собир е донесена одлуката за реобнова на Охридската архиепископија во името на Македонската православна црква. Почитувани мои, овдека кога ќе дојдете во славна Дебарца, овдека кога ќе дојдете во селото Издеглавје, кога ќе влезете во секое селско патче, секое сокаче, ќе намините, иако е, така да речам, овдека во Издеглавје одамна старото, иако се уште се држи, му остапува место на новото. Во Издеглавје ќе покрај старата селска архитектура ќе ги најдете и ново изградени објекти од денешнава наша шведска архитектура, но сепак кога ќе влезете во секое двориште, во секоја куќа, ќе ги најдете оние стари предмети со кои што мештаните од селото Издеглавје, преценливите дедоци, баби, оварче го ги користеле во секојдневната употреба, а пак овдека во славна Дебарца, овдека во селото Издеглавје, тука на самиот влез во селото Издеглавје, непосредно во близина на училиштето, на училишната зграда во Издеглавје, се наоѓа етнокомплексот Вилата Јован, каде што кој ќе влезете овдека во овој комплекс, ќе ги најдете оние сите стари алати кои што ги користеле мештаните од Издеглавје, а овдека сме дојдени тука да направиме еден нов документарен запис, а сето тоа што ќе биде снимено ќе биде преточено во документарната репортажа, а пак сето тоа што ќе биде преточено во документарната репортажа за овој етнокомплекс ќе го имате да го видите преку окото на камерата на снимателот на продукцијата Маријова филм, а воедно и дел од менаџерскиот тим, тоа е Виктор Костевски. Почитувани мои, кога ќе дојдете во славна Дебарца, кога ќе дојдете во селото Издеглавје, секогаш овај ќе бе пречекаат мештаните со старата препек шливова ракија од селото Издеглавје, каде што собрана од оние стари џанки и ќе бе пречекаат да си сам по тој адет вели дека покрај домајчинот и гостинот може и сам да се послужи. Ете таа чест ќе има и продукцијата Маријова филм, ќе имам јас да овој почитувани мои, ова препек ракија кој што е ставена во овај срмен вес кој што бабите и дедовците на мештаните од селото Издеглавје овај пред 60 на 70 години го имаат направено и ова старо бакалско чоканче, каде што овој човек ќе си турам што се вика, така, видите, почитувани гледачи, рај убавина. Ова е чиста препек сливова ракија, но ќе се обидам јас да ја пробам. Вика старите, петелот на буниште не стои на една нога, на две нозе, па ќе пробам уште еднаш. Ама вика старите од Издеглавје, дека мора и потрепат да се проба ракијата, знаете зошто? Па ние православните кога одиме в црква, се крстиме во името на Оца, на Синот, на Светиот Дух, амин, за многу години. Ебе ќе направи тоа. Ракијата кој што овдека во селото Издеглавје, а пред се овдека кој што ја има во етнокомплексот Вила Јован, ракијата кој ќе ја подголтните да ве загрее таа убава ракија. Почитувани мои, ете, како што претhodно напомнав, се наоѓаме тука во етнокомплексот Вила Јован и предлагам во продолжение на ова репортажа, како што напомнав преку окото на камерата на снимателот на продукцијата Маријов филм Виктор Костевски,
да го последите. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, во селото Издеглавје, селските дворови порано биле заградени со големи дебели авли и влезни порти. Овдека, во етнокомплексот Вила Јован, ќе се присетите на тие стари порти, кои што, еве овдека, ги имаме. Но, пак едно би рекол, ќе влезам преку оваа стара порта, иако ги нема тие дрвени крила, меѓутоа асоцира на тие стари порти кои што биле изработени исклучиво од багремово дрво. И тоа багремово дрво кое што се сечело таму некаде на есен, кога сокта ованчего од дрвото ќе се намалела, и тоа со оние рукани што се вика, се чистела кората и се оставало тоа да одлежи, да исуши, значи некаде од Митрово ден, па таму до Ѓурѓов ден, затоа што како што велат старите, багремовото дрво е најцврсто и му одолева и на ветрот, и на снегот, и на сонцето, и на дождот, и на сланата, и на мразот. Почитувани мои, како што претходно напомнав, порано во селските дворови, во селото Издеглавје, во дворот, покрај куќата за живење, покрај другите припратни објекти во селскиот двор, кај еден домаќин се наоѓал и селскиот бунар. Ова е тој селски бунар, каде што и ден денеска овој бунар на длабочина некаде околу 15 метри има пивка, вода за пиење. А ќе се уверите во тоа се преку окото на камерата на продукцијата на Маријова филм. Еве вака. Мерак да погледам да видам до каде ќе баци ми се заглави. Так. Така. Гледате како. Опа. Сега ќе се обидам да ја извадам. Така. Малце ми оди потешко. Ама уште малку. Еве го. А да се уверите дека тоа е така, ќе се малку јас и поднапијам. Малку ќе се извалкам, ќе се натопам брадата, ама така е редот. Ладна, ледена, видете. Инаку да ви кажам дека според сега ќе ви кажам на времето ова се вика грлуштик. Иако денеска е така модифициран малку, меѓутоа порано во нашите селски дворови се наоѓа оние стари грлуштици од камен. Варолник, кои што биле мајстори, а како што ни кажува мештаните од селото Издеглавје, дека каменот рузата се наоѓала некаде на Славој планина, горе некаде над падините на Песочан. Стварно биле мајстори. А пак
Ова овдека се вика стреја, затоа што порано исто така била покриена стрејата со турски џерамиди за бунарот да биде заштитен, за да водата не се извалка од ветришта, од дождови, од мразеви. А иначе да ви кажам реално, ладна е стварно водата, меѓутоа природна е ладна. Почитувани мои, овдека во селото Издеглавје, порано во двориштата, селските дворишта, покрај тоа што се наоѓала куќата за живење на домајчинот и неговото семејство, покрај во тој селски двор што се наоѓала пондилата, каде што бил сместен добиток, каде што се наоѓала и плевната, каде што биле сместени сеното, сламата, покрај тоа каде што се наоѓале и амбарите за жито, каде што биле полни со брашно, пченица, јашвен, пченка. Тука се наоѓало во селскиот двор огништето, каде што таму се подготвувало, се печел лебот, се подготвувале, се печел лебот, мазникот, питулиците, тука и се печеле и јагнината. Овдека во етнокомплексот Вила Јован ќе најдете и ова така модифицирано огниште, кое што како пред 100 и кусур години и денеска е изработено, значи од ова опека кој што на времето се копала горе према селото Песочан, значи изградена во нај стар стил, овде до мене, а покриена со турски џерамиди. Овдека до мене се наоѓа оваа низа на пиперки. Се да видам дали е лута или е блага. А ќе се увери, знаеш како ќе се уверите? Па само ако ја пробате. Сега ќе видиме. Луто, убаво пиперче. Ова за согравче. Ова за подбарок, ова е речиго од кисела сторена зелка. А иначе овдека ова речиго во Издеглавје, кога ќе ги наполнеле пиперките со царено брашно, па кога ќе ги испечеле, тука во фурната, ова речиго било милина. Ако лизнам уште еднаш, до Охрид пешки, ама назад, ова речиго и пешки ќе се врата во Скопје. Многу луто е, ама се е природно, така. Сега, ова е таа фурна, каде што ова се ложела со дрва. Овдека ова е лопата, каде што лебот кога бабите и нашите баби, односно бабите од намештаните од селото Издеглавје, кога лебот ќе го меселе, кога ќе го размеселе, кога ќе стасал ова ќе го за печење, овдека го ова ќе го полно веќе овај дел со дрва и да напоменам се ставал во фурната и после ова рече го одредено време повторно лебот овој се вадел, а овдека овој тој леб го нарекуваат сомоник. А пак што е можда интересно овдека, почитувани мои, се наоѓаат овие се класија пченка која што на времето ги користеле мештаните за исхрана, а ова пченка од која ќе се свари, таа на времето со пепел на еден вид речето, драмон се викало, ќе се чистела за оние што се ракулците да му бидат испаднати, се почестувале гостите кои ќе му дошле на домајчинот на гости. А тука се наоѓа и овој тутун. Сега вака маца ќе се обидам да скинам. Ова тутунче е од тип прилеп. Почитувани мои, ете окото на камерата ќе го забележи тоа. Ова е подврв, најквалитетниот тутун од кој што се прави денешната цигара. Ама на времето биле мајстори мештаните, со аван се викало тоа, ситно ќе го здробеле, ќе го завиткале, не во денешна, како што прават денеска во филтер, ќе го завиткале
во хартија, ја нарекува Нова Македонија, хартијата, ќе завитка, ќе залепеа со пунката и кој ќе ја ставеа на устата. Значи, мекавски си пушеа, ама да ви кажам реално, се здраво, непрскано, и затоа луѓето живееле по 100 години. Овдека до мене се наоѓа, тука е и фенерот, но едно вака би рекол. Ќе ве запознам со другата етно поставка овдека во овој етно музеј натворено. Гледајте, почитувани мои, и уживајте. Почитувани мои, полна ми е душата. Јас сум од Пилевска, од едно село Рилево. Имавме едно магаре, се викаше Марко, а меѓутоа ние во моето семејство, пошто беше малце палаво магарето, не дозволуваше никој да му се прибери, му дадал на име Джеймс Бонд по Роџер Мур. Ова е магаречки, односно коински оварчигов самар, а има и магарешки самари. Овој самар е изработен од дрвен дел и од, така да речам, кожен дел. Ајде, по народски да кажеме. Дрвениот дел е изработен, значи ова од типично дреново дрво. Затоа што дреновото дрво, оварчиго, е свитливо и тешко се крши, а додека ова овдека се вика стела. А стелата била изработена од кожа, а натре била наполнета со оварчиго, со ржанова слама, кој што таа ржанова слама и се топела. Морало, од кога ќе се ождија ова ршта, се потопувала во вода, стоела некаде околу 10-20 дена и после тоа под сонце, под сенка се сушела. Ова се вика стришки, ево така, каде што на стричките се ставале дрвата да се носат. Ова се вика опраги и падат бакено блекол. Овој самар е стар сигурно едно 20-30 години. Нема денеска такви мајстори. Меѓутоа едно би рекол, дојдете тука во овој етно комплекс да видите, да го видите и самарот овој за магарина и самарот за којник. Но овдека исто така, почитувани мои, се наоѓа и ова каче, кој што е според моја проценка старо некаде околу 50 години. Каците и бочите се односно каците и бочите, почитувани мои, се изработувале исклучиво од даб длагун. И тоа од сецевината на дабот длагун. Затоа што сецевината на дабот длагун, таа никогаш не испушта влага и овие обрачи се, значи, правени кај ковач, она ковано железо, во ковачница и ете до ден денеска и тој се користи. Ова се вика копач, односно казма, каде што е составено од 3 дела. Глава на казмата, значи на копачот. Ова се нарекува, служи за копање на помека земја, а додека овој дел служи за да се раскршат оние помали варовнички камења. Овде имаме уште една казман копач, но ќе го вратам, ова е не клепан, а овој е клепан, значи кај ковачот се загрева, се клепа и инаку е изработен од челик. И тоа ковачки челик. А пак едно би додал, еве овдека имаме дрманот, но дрманот овој ќе ви го пренесиме во продолжение на оваа репортажа. Да, се наоѓаме тука во Издеглавје.
Да. Во етно комплексот Вила Јован. Да. Почитувани мои, малку импровизирано, овдека во Издеглавје, како и во соседните села, се уште ќе ги најдете овие стари телефони, овие стари апарати. Овдека во Издеглавје на времето поминувала железничката линија Кичево-Охрид, тука се наоѓала и железничката станица и отпратникот на возови со индукција ќе се завршил и ќе прашал. Овдека отпратник Киро, возот број 166 од Кичево за Охрид, дали тргна на време? Тргна на време. Го примам на колосек број 6, прием, ќе го пуштам, дозвола да оди, меѓутоа во Ботун да го чека транспортот. Договорено. Така беше. Меѓутоа денеска пругата ја нема, меѓутоа овај телефон кој што е Siemens и денеска е исправен и работи. Почитувани мои, кој ќе дојдете овдека во Охридско, а пред се во Слана Дебарца и во селото Издеглавје, ќе ве пречекаат со она познатото џомлезе. Тоа познато џомлезе се печело на времето, а и денеска така речено, еве овие овдека сачови или вршници, по-народски кажено, и денеска после тука, а пак според моја проценка ќе се обидам тука некој напис, некој мајстор Павле од Песочани, 1965 година. Значи, моја генерација, 62 години. И да знае овој сач, да зборува колку џомлезина има испечено, колку мазници има испечено, колку зелници има испечено, колку, да речеме, освен во фурна и во црепна сомон има испечено. Историја и само историја. Почитувани мои, ете, влегувам тука во вистинска смисла на зборот, во етно музеот на отворено. Ова, спроти мене, е бакарна тепсија, која што овдека на ова бакарна тепсија во нашите, односно бабите и дедовците, па и мојата баба, односно бабите и невестите и мајките, а и мојата баба и мојата мајка, овој го печеа зелникот, мазникот, го правеа исто овој џомлезето, а ова овдека се наоѓаат овие се впечатливо е ова ренде. Со ова ренде мајсторите ја рамнеле штицата, боровата штица, значи ја мазнеле, а ова ренде се состои од рукопат, ова е држач, ова е тој нож изработен од челик, кој што го рамни дрвото и биле мајстори кои ќе почнеле 1, па 2, па 3, дојдете овдека во овој етно комплекс, во овој отворен музеј да видите што е убавине, што е рај. Да се го вратам ја ова на старото место. Ова овде е мајсторско метро. Стварно е мајсторско метро. Со ова мајсторско метро можете да мерите под разни мерки, под прав агол, под агол од 45 степени, под агол од 90 степени, а исто така со ова метро можете да мерите површина, квадратна површина на правоаголник, на квадрат, на другите геометриски површини. Да го ставам кај што му беше местото. Охохо! Ова е сито. Кога бабите ќе го ставеа брашното што туку измелено во воденицата,
ќе остави тука и ќе почне цак 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 и ќе испаднеше брашното. А пак ова што ќе станеше, кога ќе се сомелеше житото, останува овој пребојот, го нарекува нашите баби и дедовци. Тоа беше, значи, да речам, лушпите од пченицата и со пребојот го посолува лебот и ќе му ставеа цедилата. Така ќе почнеа. Иначе ситото, ова сито го правеа ситарите кои што одека и цела Македонија доаѓа, правеа сита, правеа решета, дрмони, поправа кантина, поправа копи и да се доставам, пак ќе речам, на местото каде што се наоѓаше. Ова е луко. Најздравото растение кој што има природен пеницилин. Почитувани мои, полна ми е душата кога јас ќе се присетам кога во моето село Рилево го имавме радиото Тесла, каде што за да ја слушнат Васки Илиева, да го слушнат Никола Баден, Александар Сериевски, Јонче Христовски, доаѓа во тоа време, еве го тоа радио. Ова е радио Искра, Славица, старо е некаде околу 60 на години, а имаше радија Тесла, Руди Чаевес, а имаше ова радио е со грамофон. Па кога ќе се ставише плочата од џуготот, да се слуша Васки Илиева, цело село, значи овој коселикот доаѓаше и на цело се носеше за славата. Па сите игра, сите пеа и замислете, без разглас, без микрофони, како ритамот на македонскиот фолклор се негувал, како што и денеска се негува. Почитувани мои, ова пред мене, што ќе го видите преку окото на камерата, е стара вага. Па некаде според моја проценка има сигурно 100 години. Ова вага се состои од место каде што се ставало брејката со жито, со јашмен, со пченка. Ова се вика таз. Одека се ставале теговите, а ова вага мери со 3 мерни единици за тежина. Драмови, ока и килограми. 1 драм, значи овие оката и драмот се турска мера за тежина. Драмот е еднаков на 1 грам и половина од денешнава современа мерка за тежина, додека оката е сразмерна, една ока тежи 1 килограм и 400 грама, а 1 килограм, како што знаете, е 1000 грама. Ова вага стара 100 години, според моја проценка некаде може да мери до 50 оки. А според вака во денешни наши во денешното наше современие, значи некаде околу 70 килограми тежина, било пченица, било пченка, било сончоглед, било репа, било јачмен, рж. Но едно би рекол пак, стварно биле мајстори ова што го има направено. 100 години и ќе трае уште што се вика. Но тука, овој позади мене, се наоѓаат и други во ова етно поставка, на овој етно музеј на отворено. Тука се наоѓаат и оние стари садови изработени
грнчарски садови кои што од памтивека и денеска се изработувало во познатото Тичевско село Вранешница, каде што на времето за Ѓурѓуен ќе дојдеа грнчарите, прво пред Ѓурѓуен за прочка доаѓа, за да мештаните купат бардина, дулина, да купат тави грнчарски, односно ваганчина грнчарски, пак тенџерина, така да речам грнчарски, и стварно сето она што се подготвувало, храната што се подготвувала, била приготвена во садови кои што биле изработени од природна глина, без додатоци од оно што природата и Господ го ја создал. Почитувани мои, славна Дебарца е темелот на современа Република Македонија, кој што современа Република Македонија имаме 80 години. А како дел од историјата говорат и овие шлемови, ова е едниот, а ова е другиот. Овие шлемови ги користеле германците и италијанците за време на Втората светска војна. Според моја проценка, овој шлем е италијански, тајлански, како што викаат дебарчани, а ова е германски. Знаете, пошто овој се разликува. Абе, италијански шлем малце полесен е, а овој стварно бил е тежок и, значи, ете, 80 години овие шлемови два ги има овдека во овој етно музеј. А на времето мештаните си ги користеа овие шлемови да ги назоваат коњите, овците, кравите, козите, магарината, но, пак ја речам, ова е историја кој што е дел од историјата на македонскиот народ, но јас да си ги оставам таму кој што си беа. Така. Така. А почитувани мои, сега да ви кажам нешто друго. Почитувани мои, ова е војнички купер. Овој војнички купер стар некаде сигурно околу 80 години. Со овој купер, војнички, тогаш кога мештаните од селото Издеглавје ги испраќале своите синови во Југословенската народна армија, со овој купер заминувале и со овој купер се враќале. Војничкиот купер овој имал, освен овој катанец, овде имал запис, име и презиме на војникот, број на на бројот од војната пошта кај што се наоѓал и кога ќе се вратил дома, кога во тоа време секој момче, секој бечер кој ќе ослужил војник, го сметале дека бил подготвен да се ожени и да очио да му најдат некоја мома, некоја невеста. А како доказ за тоа, кога ќе дошле стројниците, го носеле го куперот, овој војничкиот, и каде што му верувале дека бејчарот е стасен да се ожени, стасен да му најдат невеста и да го оженат. Оти викаа старите, ако порано човек не беше војни слуга, ама и овој пак ќе се оженил, меѓутоа потешко ќе му нашле овој кој се вика го невеста. Знаете зашто? Па затоа што столбот на фамилијата е домаќинот. Тој мора да се бори за животот во фамилијата. Ова е тој војнички купер, а овде ке еве го ова современо радиокастофон, каде што порано тука ги стававме касетите, каде што овој ги слушалме песните, како што претходно напоменав, од Васка Илиева, од Никола Бадев, од Алесандар Сериевски, од Јонче Христовски, Блага Петерска, Мирвет Беловска и сите наши македонски доаени бардови на македонскиот народен фолклор.
Почитувани мои, овдека порано во Славна Дебарца се наоѓало Десарецкото езеро. Како остаток од тоа Десарецко езеро е реката Сатеска. Овој вид на мрежа се вика сачма, каде што и денеска се користи при ловот на речната пастранка овдека во оваа регија, а додека ова овде се вика мрежа, која што и ден денеска се користи при риболовот во Охридското езеро. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, овдека во овај етно музеј на отворено ќе видите и оваа чеза. Чезата е изработена од дрвени тркала, кој што е обложена со тврда гума. Овде се наоѓа седиштето, а овде се наоѓа рудата, каде што ја влечеле коњите. Таа може да биде влечена со еден коњ или со два коња, а типично овде се наоѓа била послана со јамболи, а со ова чеза се одело по невестата, се оделе со дезеба невестата, се одело со две-три чези. Со едната чеза одел свекорот и свекрвата, со другата одел кумот, со третата одел деверот и старосветот, со четвртата одел попот, а кога кога се враќале кај невестата, прва одела невестата, зетот, по нив одел попот и оделе в црква да ги венчаат. Ова е таа чеза која што стара 120 години. Точно 120 години, затоа што овде го има тој напис и то пишува 120 години, лето господово 1897, мајстор Диме од Песочан. Стваро бил мајстор. Малце да го такава жарта да крениме по налабу. Так. Да му риме на кое дрвце да се разгори. Така. Малце жешко, ама. Почитувани мои, се наоѓаме тука во гостинската соба, каде што во минатото овде во селото Издеглавје, секоја куќа си имала гостинска соба, кое што ја сочинувале, значи тука било огништето, на средина се наоѓала трпезата, а покрај ѕидовите се наоѓале креветите, каде што биле убаво украсени. И кога ќе дошле тука гостите за слава, за куќна слава, кога ќе дошле тука за армасување на момата или на бејчарот, кога се давал зборот, кога се носил раунот, кога доаѓал свекорот, свекрвата, да ја побараат овојчето невестата. А посебно се правеле веридбите од Митровден до Ѓурѓовден. Знаете зашто? Па завршувала работата по полето. Па кој ќе седнеле, па кој ќе се договореле, па кој ќе се посмателе, па кој ќе удреле песна да се пеи, а еве до мене, почитувани мои се во маса да јас да се поместам, се наоѓа ова бочве, кое што на времето некој е било полно со ракија, а некој е било полно со вино. Вино лежано. Оно колку што е стар беќерот, или ракија лежана, оно колку што е стара момата. Значи од кога ќе била крштена во црквата во селото, па кога ќе дошло време да се армасува момата или беќерот да се жени, тогаш таа боча со вино, ова речико се вика, ова се отварала. Овдека исто така, почитувани мои, ќе ви преку окото на камерата, Викторе, ќе може малце да ме проследиш. Се наоѓа да си го земам ја ова столче. Ова е срча. Срча ракијена.
сега е празна. Ова срча ракиера е обложена со плетена трска од река Сатеска. И тоа трска која што се берела од Митроен па некаде до Свети Никола. Затоа што тогаш е најмало нивото на вода и веќе таа е зрела. Оваа срча некаде за ракија има различни, од 5 кила, 10, 15, 20, 30, па и 50 литри и била затворена со тапа, со плута, кој што исто така се чувала ракијата, а секоја ракија која ќе се испечи во казанот, таа се испечува некаде до 57 степени и ќе се тури да одлежи 1 година, да се симни некаде на 52 степени, тогаш е најубава за пиење. Ова до мене е и трпезата, овде се кантарите, овдека имаме уште еден телефон, а сега ќе ви кажам, почитувани мои, овдека се наоѓа и оваа селска носија. Мерак беше на времето, почитувани мои, кога на сред село, за сите слави наши православни, па како што напомнав, и за венчавки, и за крштевки, било тоа да е летна слава или зимска слава, момите биле облечени во оваа селска носија. А исто така има селски носии кои што ги носеле и бабите, рековне невестите, мајките. Ова носија е дебртска носија, а пред се издеглавска носија. А налик на ова носија е и бречишката носија. Додека овдека, лево од мене, се наоѓа и дримковската носија. И тоа од Горни Дримков. Везот овој скоро и ви е сличен и стварно нашите баби, нашите мајки биле мајстори да ги извезат, да ги искаат на разбој во црма, да ги направат, да ги стокбат по мера, било за момиче, било за мома стасана, мома зармасување, мома, односно невеста, било за свекрава, било за баба, така речено, а исто така и машката носија, што ја правиле. Ја правиле и за бејчарче, за детенце, за стасан бејчар, зармасување, за зет кога бил, и се разбира, биле спремани и чеизот, како за момата, за невестата, така и чеизот и за зетот. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија, 30 години сум меѓу моите соселани во нашите убави македонски села во Република Македонија, а некаде околу 20 години сум во славна Дебарца,
Почитувани мои, овде како ќе дојдете во Славна Дебарца, овде кој ќе дојдете во селото Издеглавје, во близина на училиштето, на училишната зграда во Издеглавје, се наоѓа етно комплексот Вилата Јован, каде што кој ќе влезете овде во овој комплекс, ќе ги најдете оние сите стари алати кои што ги користеле мештаните од Издеглавје. Почитувани мои, кога ќе дојдете во Славна Дебарца, кога ќе дојдете во етно комплексот Вилата Јован, ќе ме пречекаат со старата препек сливова ракија од селото Издеглавје, каде што собрана од оние стари џанки и ќе ме пречекаат да си сам по тој адет вели дека покрај домајчинот и гостинот може и сам да се послужи. Ете таа чест ќе има и продукцијата Маријова филм, ќе имам јас да овој почитувани мој, еве оваа препек ракија кој што е ставена во овој срмен вес кој што бабите и дедовците на мештаните од селото Издеглавје овај пред 60 на 70 години го имаат направено и ова старо бакалско чоканче, каде што овој човек ќе си турам што се вика. Така. Видете, почитувани гледачи. Рај убавина. Ова е чиста препек сливова ракија, но ќе се обидам јас да ја пробам. Вика старите, петелот на буниште не стои на една нога, на две нозе. Па ќе пробам уште еднаш. Ама вика старите од Издеглавје, дека мора и потрепат да да се проба ракијата, знаете зошто? Па ние православните кога одиме в црква, се крстиме во името на Оца, на Синот, на Светиот Дух, ами за многу години ебе ќе направи тоа. Ракијата кој што овдека во селото Издеглавје, а пред се овдека кој што ја има во етно комплексот Вила Јован, ракијата кој ќе ја подголтните, да ве загрее таа убава ракија.